Советот на јавни обвинители ги бара списите од кривичниот суд и специјалното јавно обвинителство за предметот пуч. Во соопштението до медиумите, Советот објаснува дека постапуваат по претставка доставена до нив, а ќе се истражува откажувањето на СЈО од случајот во кој беа обвинети 5 мина, меѓу кои и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Списите ги бараат во најкраток можен рок, а ќе се одлучува на седница, информираат од Советот за телевизија Нова. Заради разјаснување и согледување на преземените действија од страна на јавниот обвинител, истиот е должен да ги достави бараните списи до Советот на јавните обвинители. Според член 7 став 3 од Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, јавниот обвинител ќе биде професионално одговорен за стручните и законските действија при неговата работа пред Советот на јавните обвинители. Според извори на телевизија Нова, представката до Советот на јавните обвинители ја поднело Министерството за внатрешни работи. Се сомнева дека со откажување од гонење СЈО постапило спротивно на законот. МВР пред 2 години по полициската акција Пуч поднесе кривична пријава за сторено дело шпионажа и насилство врз највисоките државни функционери. Постапувањето по представката во Советот е во почетна фаза, откако ќе ги добијат списите, ќе се утврдува дали СЈО преземало действија согласно законот. Од Советот не сакаат да прејудицираат како нивното постапување би влијаело врз предметот пуч. Од СЈО за ТВ Нова потврдуваат дека го добиле барањето од Советот, откако ќе го подготват обемниот материјал од предметот, ќе го испратат до Советот во најкус можен рок, велат од кабинетот на Катица Јанева. Минатата недела, 5 мината обвинети од пуч добија решение со кое се ослободуваат од гонење од кривична одговорност. Судот го затвори случајот на барање на СЈО со образложение дека обвинението е спротивно со доказите што ги поседува ова обвинителство.